Добро утро на сите, благодарам судија Трајковска, почитуван судија и председател на Европскиот суд за човекови права, господин Роберт Спано, добре дојде во Република Северна Македонија, почитуван програмски директор на господја Брейтвет Билјана, почитуван министер за правда во македонската влада, господин Маричич, Ваша ексцеленција, амбасадорка на Обединетото кралство, Рејчел Галови, почитуван председателка на нашиот Врховен суд, господја Беса Адеми, почитувана раководителка на секретаријатот на РАИ, Десислава Гоцкова, почитувани представници на сите земји, учесници, почитувани присутни, дами и господа, почитувани представници на медиумите. Чест ми исто така што денеска и се одржува, но и имаме можност да присуствуваме и да се обратиме на самиот почеток на конференцијата за ефикасен поврат на имот во согласно со европските стандарди, што е еден од врвните приоритети на владата во програмскиот период 2020-2024 година. Како влада изминатиот период напорно работевме и вложивме максимална енергија и труд да ги поставиме темелите за справување на системски мерки за превенција од корупција и криминал, и како што потенцираше судиката, за прв пат се воспостави и нов тим како дополнение на сите напори и на сите институции за што подобра координација на сите политики кои што треба да ги спорачаме пред граѓаните. Нашиот врвен приоритет е пред се законот да важи за сите, да нема недопирливи, да нема неказнивост, да се отвараат истраги. Денеска сме сведоци како обвинителствата може да влезат, за разлика од пред само 4 години, во владата и да истражуваат за секоја една работа, бидејќи се е јавно, се е транспарентно и буквално секој е испред законот. Но истрагите исто така треба да завршуваат не само со кривично дело и со отварање на формални постапки, туку и со материјална одговорност за сторителите, односно со одземање на незаконски стекнатиот имот. Водејќи се од принципите на заштитата на националниот имот, како и на државниот буџет и парите на граѓаните, не само што ги кратиме моќта и привилегиите и сите трошоци непродуктивни, што не беше случај воопшто во изминатите 30 години, после 30 години веќе имаме и првата драфт верзија на Законот за потекло на имот, на кој што работевме во изминатиот период со Министерот за правда, со нашите заеднички тимови, со Советот на Европа, нешто што за прв пат го добива нашата држава. Со ваквото законско решение, кое содржи низа механизми и одредби, за прв пат се уведува контрола на капиталот, а ова е особено потребно после сите процеси низ кои што помина оваа генерација и многу генерации во нашата 30 годишна независност, од транзиција до режим. За прв пат се уведува ваква контрола, со што и се отвара патот за конфискација на нелегално стекнатиот имот, па без оглед за кого и да станува збор. Во законот е предвиден праг од 30.000 евра и секој што има разлика од имотот во имотот од пријавените оданочени приходи за сума над прагот, ќе треба да докаже како истите ги заработил. Ако не докаже, имотот ќе се одзема. Законот ги опфаќа и сегашните, но и минатите функционери за кои што во моменталната правна рамка нема никој обврска и надлежност и ингеренции да истражува како се стекнати овие богатства од страна на политичарите или на било кој друг функционер. Но и сите оние кои во одреден законски рок нема да може да докажат како го сторили имот, односно ги демотивираме сите граѓани да на нивно име функционерите префрлуваат имот додека се на функција, а кога ќе им заврши функција да си го вратат на себе. Јас гласно зборувам за оваа појава, заради тоа што таа е појава во нашето 30 годишно општество, кое што мора да ја искоренеме, ако сме се нафатиле да влеземе во политиката честно, одговорно, за плата и за сервис да одработиме за граѓаните. Оваа постапка ќе биде граѓанска и за разлика од конфискацијата и проширената конфискација во кривичната постапка нема да биде потребно докажување на предиктивното кривично дело. Дополнително, надворот драфт законот за потекло на имот, кој влегува во постапка и се отвара дискусија. Усвоена е веќе и националната стратегија за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги и конфискација на имот со акцијски план 2021-2023
година, како дел од планот за борба против корупцијата, кој што го предложивме, заедно со сите навладини, заедно со Државната комисија за спречување на корупција, со регулаторните тела, со Државниот завод за ревизија, со целото граѓанско општество, низ широка, отворена, инклузивна дебата дефиниравме мерки и политики, а особено со тука мерките и политиките кои се нотирани во секој домашен и меѓународен извештај. Националната, не само што се донесе националната стратегија, туку се формираше и националната комисија, како дел од акцијскиот план, кој што веќе започна со работа за спроведување на активностите согласно самата стратегија. А тие предонесуваат за зајакнување на капацитетите на институциите и зголемување на ефикасноста на кривичните истраги што треба да резултираат со конфискација на имот и противправната имотна корис. Нашите политики заложби се препознаени и од меѓународниот фактор и од нашите меѓународни пријатели и во последниот извештај на Европската комисија особено позитивно е нотирано носењето на овој за прв пат план за борба против корупција со јасни и прецизни мерки и активности, усогласувањето на законската рамка со европските стандарди, како и подигнувањето на нивото на соработката со независните антикорупцијски институции, особено што после повеќе години владата ги спорача и обезбеди сите услови да функционира Државната комисија за спречување на корупција, од вработување до буџет, до софтвери, до носењето на стратегијата во парламентот, но и обезбедување на нови простори каде што веќе денеска истата е сместена. А нема иницијатива која што е поднесена од Државната комисија до владата за било кој функционер, а истиот да не биде разрешен од страна на владата. Нешто што беше незамисливо во претходниот период. Покажавме како влада дека сме различни, дека граѓаните се на прво место и затоа отвараме широк фронт за безкомпромисна борба против корупцијата и криминалот. Борба со која нема да дозволиме да победи апатијата и нечија тенденција да се задржи статус-кво состојбата како што е во овие 30 години. И таа битка е насочена кон сите нивоа без исклучок, затоа што само така можеме да кажеме дека сме сериозни во намерите. Пред законите сите сме еднакви и тука не треба да има компромис. Нашата порака е јасна, криминалот и корупцијата се неисплатливи, а конфискацијата на имот и противправно стекнатата имотна корис се услов за истерување на правдата до крај, услов граѓаните да бидат убедени и уверени во нашата честност, одговорност, во нашата посветеност и работа и на тој начин да ја вратиме довербата и на граѓаните и на младите во системот, во институциите, кои што ќе испрачуваат правда без оглед за кого и да станува збор. Имаме капацитет, имаме обврска како нова генерација да се бориме против секаков вид на криминал и корупција и тоа е влогот во подобрата иднина и тоа е влогот кој што треба да го ставиме на идните генерации. Затоа сум убеден дека сме на вистинскиот пат и дека ќе успееме. Благодарам.